Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на предизвиците и очекувањата на полето на туризмот. Наши и ваши гости се Чели Касим, туристички работник од туристичката агенција, партнер на туроператорот ТУИ, и Крсте Блажевски, председателот на хотелската асоциација Ходам. Добар ден и на двајцата. Добре ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Ајде нашиот разговор да го започнеме со она што е најактуелно. Во вторник пристигнува првата група на туристи од Холандија. Со тоа може да кажеме дека и започнува туристичката сезона. Добар ден и однапред да ви се заблагодарам на поканата. Така е, на 16 во вторник ни доаѓа првиот авион од ТУИ Холандија за оваа сезона. И за нас, како туристичка агенција и како представници на ТУИ, веќе официјално започнува оперативната сезона. Так. Иако во минатите месеци во зимскиот период имаше доста работа и за нас во вид на припрема на сезоната, бидејќи на 16 е само почеток на реализација на се она што е најавено. Меѓутоа официјално ни започнува сезоната. Првиот лет доаѓа во вторник во 10:30 на Охридскиот аеродром и се надеваме да започнеме уште една плодна убава туристичка сезона. Така, Блажевски, какви се очекувањата? Се забележува една стабилизација на туристичкиот пазар, заврши пандемијата, официјално веќе е завршена, ја пребродивте првата, да речеме, она енергетска криза. Ајде, какви се очекувањата денес? Очекувањата се позитивни. Споменавме пред извесен период дека сите показатели покажаа дека ќе има една успешна сезона 2023 со надеж дека оваа година е од почетокот, значи ја почнуваме со работа од 1 јануари, па ќе истераме целата, нели, како една година, што тоа не се деси последните 3 години. Припремите на хотелите и се останато е, нели, при крај. Значи, стално имаме некои припремени со оглед на временските прилики, како што се добиваме, нели, наеднаш некои топли денови. Гледаме дека последниве 2 недели се дождливи, но мултикултурно се зборува. Значи, садење на цвеќа и така натаму, тоа се доуредуваме, се подготвуваме и се надеваме дека за веќе следниве 5-6 дена ќе биде сето тоа завршено и ќе бидеме 100% спремни да примиме првите туристи од странство кои ќе ни доаѓаат со туроператори. Така, аз им кажавте неодамна дека оваа година е новитет што организирано ќе ни доаѓаат и гостите од Англија. Ајде малку, колку чартер летови ќе имаме преку ТУИ, UK, колку гости може да очекуваме оваа сезона? Така, исклучително е важно за нас и за нас како туристичка агенција, меѓутоа и за нашата држава, бројот на странски туроператори да се зголемува. Со тоа се добива и поголема варијација, поголем секако и поголем обем на туристи. Така. Затоа се стремиме ние веќе неколку години да донесеме, бидејќи ТУИ како корпорација, тие се World of TUI и тоа е можеби најголемиот туроператор во Европа. Тие се распространети низ целата Европа, меѓутоа да кажам за жал се уште не сите ТУИ корпорации летаат во Македонија. Знаеме дека ТУИ Холандија повеќе години оперира во Охрид на Охридскиот аеродром. Ние бевме во преговори за некои други европски земји да преку ТУИ да доаѓаат тука, меѓутоа ете минатата година за прв пат ТУИ Велика Британија одлучи да има гости во Охрид. Меѓутоа тоа беше, да го наречем, како пилот проект кој што беше негде околу 2,5 месеци. Нивната промоција за Македонија почна многу брзо и многу неочекувано. Меѓутоа одзивот на гостите во Велика Британија беше многу добар, успех имаа во доста букирани луѓе за кратко време и летаа со авион на Wizz Air, во кој што и тие имаа закупено седишта. А Wizz Air имаше линија и мислам дека се уште има линија лета од Лутон за Охрид. Така е. Оваа година новитет, а и многу исклучително важно за нас, поставија нивни чартер авион од ТУИ и ќе оперираат 2 пати неделно од Лутон Лондон за Охрид. Очекуваме, значи зголемување од минатата година бројка негде околу 40 до 50% повеќе гости, со што ќе се зголеми и целокупната бројка на ТУИ гости во Македонија. Оваа година имаме, можам да кажам,
пораст од негде 30%, можам да кажам повеќе или ајде да кажам приближно како 19-та, бидејќи другите години не зафати Така. пандемијата, па сите туристички бројки статистички кои што ги имавме паднаа во вода. Меѓутоа, како што кажа и господинот Крсте, се враќаме во некоја нормала и очекуваме да имаме пораст негде околу 40 до 50% со гости од UK во споредба со минатата година. Одлично. Блажевски, колку се важни овие туристи кои што ни доаѓаат субвенционирано преку овие странски туроператори за хотелите на брегот на Охридското езеро? Во туризмот викаме секој гостин ни е важен. Така. Значи, нема добри или лоши гости, или често пати ќе слушнеме, а овие пијат, овие не пијат, така натаму. Да, овие трошат повеќе, овие трошат помалку, имаме и такви анализи. Со цела почит кон сите, нели? Така. Мораме да ги примеме и да направиме најдобро тука. Јас малце би кажал неколку зборови дека треба да сме спремни како дестинација да примаме секаков тип на гости и нормално да тоа законски биде, нели, во сите полиња каде што ќе може, ќе кажеме сега да има англичани, нели, дел некој тип на гости што пијат многу и така натаму, значи да ќе направиме посебни пабови за нив ако е потребно. За тие другите останатите кои имаат други интереси, треба да го понудиме тоа што тие го сакаат. Значи треба да има една разновидност во понудата. И со сето тоа, значи, би биле привлечни за сите типови на гости, како би можеле да рачунаме на една сезона од 12 месеци. Значи, тоа го зборуваме многу пати. Мора да се направи нешто повеќе во однос на хотелите. Стално се спомнува и денеска ќе го спомнам тоа, значи, за тие детални урбанистички планови, како би можеле сите да добијат некакви дозволи да се изградат тие паркови, базени, па и зимски центри, некои зимски големи базени, да кажам, како би имале некоја понуда поголема, да спомнеме спортските центри, значи спортот исто така привлекува многу гости, дали тоа би биле на припреми екипи или да се одвиваат некакви турнири овдека и така натаму. Да. Значи имаме многу можности, но тоа се треба нели да се стави на еден подолгорочен план и како би можеле да рачунаме дека секоја година го успеваме да го изработиме тој долгорочен план и да добиваме повеќе гости од сите краишта, не само од Англија, пошто има доста држави што не се присутни во Охрид и тогаш би можеле да рачунаме да станеме, значи, една квалитетна и убава дестинација. Така. Асим, какви се цените? Значи, не зборуваме сега конкретно да ни кажувате какви се цените, но дали имаме ние добри цени? Често пати слушаме, не критикуваат, сега пак поради енергетската криза, инфлацијата и целото поскапување на сите производи кои што ни се случува, често пати слушаме критики дека сме скапи. Какви се цените? Не би се согласил. Јас тука ние правиме некои си статистики и гледаме, инволвирани сме сите и Хотам и туристичките агенции и сите други кои што имаат туристички услуги секако. Мислам дека понудата ја прави и цената во секој случај. Ние имаме имаме можност за многу работи да направиме за понуда, меѓутоа се уште можам да кажам дека градот е слаб со понуда. Како што кажа и Крис, хотелите се оние хотели кои што ги имаме во повеќе години, некои се делумно реновирани, немаме рефрешинг во понудата на хотели и не само хотели сместувачки капацитети, меѓутоа градот ни е многу сиромав со понуда за гостите како ентертејмент, ноќен живот, активности и така натаму. И тоа ја прави понудата. И тоа ја прави цената. Меѓутоа, мислам дека во регионот и на Балканот се уште нема поевтино место за одмор од Охрид. Ова можеби некој ќе каже нема да се согласи, меѓутоа јас тврдам дека одмор со услови како што ги нуди Охрид, со оние услови што ги нудиме, не може да се помине за тој износ, за таа сума никаде на Балканот, тоа ви го тврдам. Охрид е се уште ефтин. За да ги зголемиме цените, а сите сакаме да ги зголемиме цените, имајќи во предвид хотелите имаат проблем со енергетската криза, не само хотелите, сите останати кои што Точно, цел сектор. Така е,
Мораме да работиме на тоа, меѓутоа мора да го подобриме квалитетот и мора целата понуда да се видоизмени и тогаш можеме да дојдеме да разговараме за повисоки цени. Знаеме, сите одиме и патуваме, одиме до Дубровник, знаеме какви цени имаме. Ајде да не одиме во Дубровник, кој што е, да речам, светски монденски туристички центар, да се вратиме малку поназад до Будва, ќе видиме дека се цените, да не речам 2 пати, ама дупло или еднаш повисоки од Охрид. Затоа сметам дека Охрид е се уште гостите кои што доаѓаат во Охрид добиваат квалитет за износот кој што го платиле. Така. Блажевски, верувам, ќе се согласите на оваа тема со Асим. Секако, тоа е основното, значи дворот мора да се исчисти за да примиме гости, тоа и дома го правиме така. Така е. Така да имаме многу за работа на тоа поле. Покрај тоа што се прават напори, нели последниве години се уредува малце еве влезот на Охрид, паркот, делови на Струга, исто така покрај реката на Струга сега се менуваат некои искршени плочки што беа. Тоа ни се, да кажам, двата града, туристички града во Македонија на кои треба сите да се огледаме. Цените ни се прифатливи и најдобри на Балканот, но од друга страна слушаме критики дека сме скапи. Многу пати спомнуваме дека сме најевтини не само на Балканот, него и пошироко. Така. Уште сме една ефтина дестинација, но и понудите што ги имаме надвор од хотелското сместување ни се на некакво слично ниво према цените. Значи, согласувам, треба план и треба реализација на истиот и така може да добиеме и повисоки плати, повисоки примања, значи поголем обрт нормално, штом се има поголем обрт ќе се добијат и повисоки плати. Не може од една страна сите викаме плати, а од друга страна сме најевтини. Ако се крене цената 5 евра, зашто се кренала цената 5 евра? Не може телевизија или нели ваши колеги, колешки да спомнуваме колку е кафето во Охрид. Мислам дека не е пристојно, тоа се угостителски објекти кои секој си дава цена, ако може некој да си ја плати, ќе си ја плати, ако не може да ја плати тука, ќе оди на друго место ќе пие. Не е све дека треба да биде до езеро прва линија и давачките на истиот, тој не се исти како тој другиот што е нели подалеку можда 1 километар. Точно. Така да понудата и поварувачката секогаш ќе ни бидат нели ќе се бркаат. Редно е да кажеме дека хотелите како хотели последниве 10 години, значи од поголем, можда 70% на хотелските капацитети се обновени, се реновирани, но тоа се пак постоечките хотели, нови има многу малку споредбено процентуално, значи процентуално дали ќе има некои 10 до 15% од капацитетот што сме го имале пред 10 години и сега, како ново изградени хотели. Да не навлегуваме поново. Зошто е така? Значи, што има убава дестинација, привлечна дестинација, ќе има инвеститори. Не мора да се тие странски инвеститори. Ќе има и наши, и странски, и секакви. И комбинирани, така. Кадарот ни е една болна тема во туристичкиот сектор целокупно. Се соочивме со еден страутен дефицит. Знаеме и свесни сме на што се должи тоа, масовното иселување за подобри плати и самија начинавте оваа тема која сме веќе кај платите. Како да го задржиме кадарот, како да обезбедиме туристички кадар? Имаме угостителско училиште, имаме факултет, но кадар немаме. Нема угостителски објект кој што е комплетно екипиран за оваа сезона. За жал е така. Свесни сме и сведоци сме на тоа што го кажавте, сите сме инволвирани. Младите све повеќе и повеќе одлучуваат да заминат, да си ја побараат среќата во или соседните земји или во подалеку. Меѓутоа, јас мислам дека треба да се направи стратегија која што мислам дека после пандемијата, после короната не можам да кажам не освести, меѓутоа ни даде некој сигнал. Имавме примања какви што имавме и беа, можам да кажам, многу различни од сега. Гледам дека работодавачите, дека сите тие инволвирани во бизнис секторот и во туризам и во сите почнаа да размислуваат за тоа како работникот да се стимулира да остане тука. Меѓутоа не е секогаш мерило
за жал се покаже и тоа се гледа, не е мерило финансиската добивка не е мерило. Во нашата држава се случува момент каде што е тренд, младите, јас имам чувство дека е тренд да заминат негде странство да одработат и иако не заработат толку колку или процентуално ќе заработат многу малку повеќе од тоа што би заработиле тука, меѓутоа ете излегол надвор, отишол, работел таму, зборувам за млад човек без семејство, а повеќето за жал како што спомнавте и од училиштата заминуваат таму, меѓутоа ќе помине период каде што тоа ќе се промени. Јас сум сигурен, луѓето ќе сватат дека сепак дома си е дома. Единствено што треба е да се направи една стратегија финансиски како личните доходи да се зголемат, меѓутоа за да се зголемат треба и понудата да се подобри, да се зголеми бројот на све е поврзано, ама мислам дека во догледно време ова не може да продолжи до бескрај. Овој тренд ќе престане затоа што ние како викаме сите кој ќе остане последен да изгасне селицата, тоа нема да се случи со Охрид и со Македонија, затоа што овде во оваа земја ќе се вратат повторно младите. Оваа земја има можност и Охрид има можност за туризам, никогаш нема да згасне. Ова е тренд кој што сега се соочуваме, меѓутоа мислам дека за брзо време дека е привремено. Да, мислам дека ќе се промени. Така. Блажевски, вашиот став, многу често зборуваме ние на оваа тема. Дури и се правеше една платформа од страна на Хотам да се најде некое решение со стручниот кадар. Кој е вашиот став? Малце комплексно прашање. Точно е дека многу се иселија, но ево ќе приметиме дека не се дешава тоа само во Македонија. Јас со колегите од Србија сме често на контакт. Значи таму во овој период бегаат сите дали претежно за Хрватска и нагоре, и дури и од Црна Гора колеги се пожалија дека и нивните вработени бегаат исто така на север. Значи, прашањето е, знаете како сега, тоа е една миграција на работната сила, а ние бараме да отвориме нели влез за работници кои би дошле од одредени држави, што беа спомнати, нели? Но не може да видиме такви уште. Значи, ако има многу малку, малце комплицирано да се донесат тие работници од таму, додека во Хрватска ги добива за недела дена, добиваат таа нивна некоја привремена лична карта, отвараат тековни сметки и тие се веќе во системот влезени. Добиваат платана сметка и така натаму. Кај нас додека се добие такво нешто, треба да се поминат многу институции и на крај тој работодавач што бара некој работник, тој работник ќе го кошта повеќе него било што друго. Значи, прескапи процедури. Еден пример имаш од Филипините, требаше да одат во најблиска амбасада македонска е во Кина, во Бејџинг таму. И сега да се оди од таму со лет, да се добие таа виза, мора да оди лично човекот што бара работа и да се врати назад. Тие трошкови сите треба да бидат, тоест на работодавачот. Тој таму сигурно нема да каже јас ќе одам до таму да земам виза, ќе се вратам и ќе одам во Македонија и ќе работам и ќе добијам 500-600 евра плата. Така. Но ако таа процедура е поедноставена, значи да може да добие, не знам, виза некоја влезна на граница и во рок да има влез од, не знам, 30 дена, во рок од тие 30 дена, ако најде работа, се пријавува кај што треба да се пријави, може да остане плюс, ако не, се враќа назад во тие првите 30 дена дошол како турист. Значи, тука треба да се разграничат тие, да се направат поедноставени процедури. Јас сум за да има и од таму. Значи, тоа се све некои искуства. И нашите вработени ќе излезат надвор, ќе одат, ќе се вратат, остануваат тука, носат и друго знаење. Не е само дека отидоа го изгубија времето. Или заработија малце повеќе од тоа. Значи, нешто ќе научат. Ќе се вратат, ќе се осмели некој од нив да отвори сам некој бизнис, така. Дали ќе биде ресторан, кафич и така натаму. Ќе каже, јас ќе служам нешто малце поинако од тоа што се нуди на пазарот. И така се добива таа разновидност која ја бараме да што ни фали уствари. Не можеме ние само да штанцаме од нашите школи и факултети овдека, едно исто и да останеме исти во понудата.
Убаво и тие студенти или ученици, некои попримерни така натаму да ги пратиме некаде надвор. На обуки, Значи на порано така. се знаеше Што е било дека случај во времето, да. така е порано во време на Југославија одеа во хрватски школи, учеа таму, завршуваа школи, се враќаа назад, носеа знаење, па дури до крајности одеа во Швајцарија, негде на најпознатите универзитети во светот што се. Сега за жал ги немаме тие. Или ако некое дете отиде таму, тој веќе е останато. Дали таму или некоја друга држава го зема и тоа нели не останува. Имавме нели владата имавме пред 10 години, ако не и нешто повеќе, значи финансиравме студенти добри студенти да студираат во странство. Колку од нив се вратија тука, има обавеза да се вратат и да ги вработиме тука. Колку од нив се вработени тука? Не знам, немаме некоја бројка, некој податок. Многу малку. Процентуално испод 10%. Испод 10%. Да. Значи ние сме ги дале пари, Образувале заеднички пари, тоа се наши И тој пари, кадар знаме на на државата се наши пари, ние ја финансираме државата, така како Така, граѓани така. на оваа држава. И сме направиле некоја одлука во моментот која не била правена, значи некој си студирал, си добил, нели, Да. скапи студии, знаење, а ништо не вратил во државата. Значи не може оваа држава само сите да влечат од неа. Да. Мора еден ден и да се дава во оваа Така. држава и така да почнеме да се стабилизираме и да одиме напред. Да. Ако сите кои дојде, да не зборуваме политики и така натаму, Да, кои да. партии како ќе влезат, некои нивни политики, на крајот обеќања многу, решенија нема на крај. Да. И ние сме ова истото го зборуваме години на за 20 Истото, години. истите, буквално истите теми Да не и спомнуваме на исто ниво. пати, да не спомнуваме Да, ќе пати, спомниме, што мора е да ги аеродром. спомниме. Ајде ќе ги спомниме, Мора да ги да не споменеме. брзам тогаш. Да. Аз и многу често се зборува дека платите во туристичкиот сектор се ниски, дека условите за работа се тешки, нема празник, нема недела, иако сега тоа е законска обврска и мислам дека сите ја плаќаат, меѓутоа често добиваме такви критики. Во јавноста така се зборува. Имаме ли пристојни плати во секторот туризам? Како што веќе напоменав и предходно, мислам дека имаме пристојни плати. Сега веќе имаме пристојни плати. Така. Не беше случај во минатото, можам да кажам пред неколку години, меѓутоа веќе имаме пристојни плати. Имаме затоа што бевме приморани да ги направиме платите пристојни заради причината за која што зборувавме до сега. Така. Сакаме да спречиме младите кадри да заминат. Напоменав, не секој пат финансискиот дел е најважен за секого, меѓутоа е голем мотив за да некој одлучи да остане тука. Сега спомнавте за работните денови, часови и слободни денови. Нашата професија е услужна дејност и ние, тоест оние луѓе кои што се одлучиле да студираат туризам и да работат во туризмот и угостителството, се знае дека празниците се празник за гостите, а работа за нас. И ние сме свесни за тоа, тоест туристичките работници треба да бидат свесни и тука ако психички предвреме си спремен дека тебе празникот ти е празник, меѓутоа нема дома празнување, има празнување на работно место, мислам дека тоа не е и толку тешко. Сепак на крајот нашата професија е благородна професија, ние работиме со луѓе, даваме услуга на луѓето, им правиме на луѓето да се чувствуваат убаво, да имаат убави моменти, да уживаат и оној што си се одлучил на тоа, мислам дека треба да е свесен. Нема во туризмот и угостителството. Тоа е така. Така. Во Лажевски, ајде, кажете ни, вие може и конкретно да ни кажете малку и со цени, како се движат платите од до? Кувар, помошник, кувар, келнер, какви се денес платите? Добро, знаеме основните плати каде се, нели? Минималната плата, тоест, од минималната плата се надоградува се, како што спомнавме, нели, веќе има многу мал број на вработени кои се со минимална плата. Еве процентуално ќе кажам, во хотелите дали има некој десетина проценти со минимална плата, значи све другото е над таа минимална плата. Се движат, стигаат и до 60.000, значи се да збориме и реалното и повисоките плати кај се. Па се другото е ќе те прекинам, еден квалификуван готвач, мислам дека над 40-60.000 и така натаму.
Да, И сега се веќе солидни плати за нашиот Значи, стандард. кај сме сега тука имаме нешто друго. Имаме многу празници. Значи, нашата дејност е во тие денови, кога се Знам. сабота, недела Тоа е неработен клучен ден, проблем, да. саботи, празници и така натаму. Да, И сето брздани, тоа, кога ќе продолжени се викенди, претвори од напорни. една основна плата, таа одише 50% нагоре. Така, Така. затоа што Значи, тогаш се плаќа така е. поинаква дневница, Друга празнична е или дневница. неделна. Точно така. За разлика тоа, например, ние кој ќе кажеме колку е основната плата и тие платата во Хрватска не кажуваме колку време и кое време се работи. По 12 Значи, часа. дајте се да ги збори споредиме се. работните сати од Хрватска, да ги претвориме со работните сати овдека кај нас и по тие давачки што треба да бидат овдека и тогаш се прави реалната споредба. Така. Така. Да не навлегуваме многу во тоа, на кратко кажано. Значи, обртот од еден хотел, што Добро. ќе го направи на годишно ниво, 30 до максимално 35%, што помине 35%, тој хотел веќе не може да има позитива, оди во минус. Се на плати, да, И на доместот. и на доместоци за плати. Значи, процентот е тој. Значи, ние сега ги кренавме платите, да, цените се померени за некој процент, 20% би рекол горе-долу. Некои делови нешто повеќе се кренати, но веќе ако се кренати на 30%, тие немаат работа, затоа што конкуренцијата малце во тие месеци е поголема и тие овие месеци не ги изработија. Овие што не ги кренаа цените, да изработија, овие месеци зборува март, април, нели, па и делимично и мај месец би го ставил тука, изработија, но со никакви маржи, со никакви профити. И сега, каде е тоа да ги подигнеме цениве, материјално се подигнуваат, нели, све е поскапено, гледаме. И сега, од сето тоа, нели, и треба да направиме производ да биде ист како минатата година или минатите години. Е невозможно волшебник. Тоа е, да, точно така. И сега, се согласувам, да, платите требаше да се подигнат, но и цените треба да се коригираат. Значи, за да станеме дестинација, кај што ќе бидеме привлечни, а не да бидеме таа ефтина дестинација, кога ќе имаме сите овие паркови што ги спомнавме и сите други реквизити кои се потребни во една туристичка дестинација како нашава, и тогаш само од себе ќе се полни. Значи, туроператорите нема да имаат замерка, затоа што многу полесно ќе ги продаваат тие аранжмани за окрити за струја. Значи, треба сите во исто поле и сите треба да се вклучиме во тоа. Само така ќе се добијат стабилни, повисоки плати на долгорочно ниво. Така. И деца кои ќе сакаат да ја работат таа работа. Да. А верувајте, има многу деца. Некои ќе речат нели вака или така, но таа млада генерација сегашна што е 16-17 години се зборува многу за работа, се зборува многу за нели како би можеле да сработат нешто и да направат нешто во нивниот живот, некоја мала промена и така натаму, и сакаат да се соочат со тоа, сакаат да работат. Така. Минатото лето, еве како пример ќе кажам, имавме ние некои 25 деца буквално 16 години, само легални за да може да работат. Така. И неколку беа 17 години. Прво работно искуство му беше, но со добар тренинг, со нели многу малце од нив напуштија. Значи 2 или 3 напуштија, другите останаа сите. И останаа цело лето го изработија и можам да кажам дека добро заработија, затоа што имаше нели летен период се нели убаво заработија и оваа година уште сега се јавени. Да рачунате дека сакаме да дојдеме пак. Одлично, Тоа е таа една генерација која треба да превземат должности, да се вклучат во работава на овој сектор и така да очекуваме во следниве 5-10 години така некое помладување. Одлично. Ако не ни избегаат и тие. Така да се надеваме. Аз и сами ја споменавте додека разговаравме стратегија. Ние сите постојано зборуваме за некоја стратегија на полето на туризмот.
се прават различни стратегии, една работеше факултетот за туризам, друга работеше секторот за туризам, но некако како Охрид да не знае каде. Од една страна сакаме и масовен, и елитен, за елитен немаме никакви услови во суштина, активен туризам, културен туризам, едноставно некако како да не знаеме каде сме. Нема ли стратегија, треба ли малце поорганизирано сите чинители да се вложат па да се знае каде оди градот? Се согласувам. Ако имаме институција во државата која што е задолжена за тоа, или институции кои што се задолжени за тоа, и стратегијата треба да дојде токму таму. Впрочем, таму се и сите експерти од струката, сите луѓе кои што се инволвирани, факултетите за туризам, ценетите професори и така натаму, кои што нормално треба да направат стратегија и да не насочат нас и туристичките работници заедно со фелата. Државата пред неколку години се донесе закон за субвенционирање на туристи, тоест на туроператори странски и домашни. Така. И тоа беше еден добар момент и светла точка кој што даде еден многу позитивен импулс на туризмот во Македонија, затоа што голем број на странски туроператори се заинтересираа да доаѓаат и да летаат тука заради таа субвенција која што е интересна и е примамлива. На почетокот беше вистина можда за некои скептично, меѓутоа се покаже како добар момент. Така. Сега тој ни даде тоа туроператорско работење ни даде некој правец, меѓутоа како што кажавте, да, ние треба да се одлучиме ќе работиме масовен туризам, зашто лично јас сум против, Охрид не е град за масовен туризам. Ќе работиме активен туризам, планински, културен и така натаму. Така. И мислам дека вториот сегмент е она што на Охрид му треба. Ние не сме дестинација која што нуди 20 километри плажа, all inclusive хотели каде што гостите ќе спијат, ќе лежат, ќе јадат и ништо нема да прават. Охрид со својата убавина, природа, културно наследство има услови за туризам кој што е културен туризам или елитен или тој е езерски туризам да го наречам. Меѓутоа повторно ќе се навратам. Стратегијата треба да дојде од институциите кои што се надлежни за тоа. Ние како туристички работници може да кажеме свое мислење, да дадеме насоки, меѓутоа да бидете вклучени во додека се сработува. Во секој случај сме вклучени и со факултетите за туризам, и со агенцијата за поддршка на туризмот и со сите останати институции, меѓутоа сепак ќе кажам тоа треба да се направи стратегија од високо ниво и треба да се одреди во кој правец ќе оди хотелиерството, во кој правец какви хотели ќе отвараме мали акомодации, големи акомодации, големи ресорти, мали ресорти и тоа ќе ни го даде правецот. Сепак тоа оставам на луѓето кои што институциите, тоест кои што се надлежни за тоа. Ние сме само еден сегмент. Така е. Така. Што мислите вие, Крсте, на оваа тема? Често зборуваме за ова, немаме стратегија, индивидуално, секој сам организирано, значи не сме некако организирани. Немаме веќе сила да зборуваме за ова. На кратко кажано, малце така да се насмееме, ама знаете како, што ќе посееш, тоа ќе пожнеш. Така. Значи, тоа што не е околу нас, тоа што е инфраструктура и така натаму, тоа чистота да зборуваме, тие се што гледаме околу нас, тоа е едно гледало колку сме сите вредни. И политички партии, и граѓани, и све околу нас. Значи, тоа е реалната вистина. И кога ќе дојде странецот, тој не прашува партии, не прашува народ, не прашува националности, ништо не прашува. Точно, ова не го интересира. Дојдов на оваа дестинација. Така. И еве ова што го гледаме, тоа што сте вие. Точно. И тоа е сликата наша. Значи, не може да кажеме дека таа стратегија воопшто ја имаме. Таа за стратегија во туризмот се зборува само пред избори. Да, само се зборува. Предизборно, во сушност, да, една ја работеа, едни друга, други, меѓутоа ние немаме ништо видено. Од автопатишта, од, не знам, добро е некоја среќајте што дојде некој аеродроми ве ги зеде, нели? И направи нешто од нив. Баш. Така, мада што има и таму доста повеќе нели што треба да се прави и да се изработи. Но најверојатно и тие гледаат тоа што е околу нив и толку вложуваат. Мора да се прави стратегија, ние не знаеме тој детален план што го спомнав преска, не знаеме кај имаме локации за хотели. Ние само се прави од денеска за утре се најде некоја атрактивна локација за зграда да се подигне,
се подигнува зграда, се гради и се градат безплански. Може да кажам дека се безплански. Не може Охрид да има 30.000, 40.000 станови затворени. Да. Значи, тогаш... И тоа е дел од стратегија. Треба некој да го... Точно дека е дел од стратегија, Да, но тоа е, затоа што како нема, рековме ама. преска, дека не е за масовен туризам, така? Така е. Значи, ако гледаме елитен, што имаме елитно? Колку ресторани во Охрид и во Струга има Не, елитни? далеку сме од таков туризам. Јас само го Колку? спомнав него. Не кажав Колку дека имаме, сме за таков. колку имаме места што ќе понудат тете по 20 вина. Не Значи знам, имаме истина. нешто, тука е кај нас е направено скарата и тиквеш вино, и порано беше Смедеревка, отидовме малце напред. Да, нели? добри сме. Малце сме напред, но многу споро се движиме. Многу споро се движиме. Кај се тие субвенции, кај што ако некој отвори таков и таков ресторан, има, не знам, олеснување првите 2 години или нешто да не плаќа некаков си данок. Или нешто такво кај што ќе промовира. Значи промовира Така. од сите заеднички, тој промовира винари, промовира една цела индустрија. Така. Значи не можеме, мора малце поинаку да гледаме. Да се размислува и подалеку да се И размислува. подалеку да се иде. Тој долгорочен план го немаме. Може немаме реално, уште, било да. кој да прашаме, дајте го долгорочен Не, план. не, тоа со години се зборува дека се прави, а каде, мислам, Да спомнаме стварно. и ова сега. Колку бизнис планови се направени, колку стратегии за скијачки центри, колку пари се дадени. Десетина сигурно имавме за Јабланица, неколку за Галичица, Јабланица, па а имавме и ниеден. последно беше нели Шар планина. Што А се да, направи? и таму мислам Така. имаше, да, и дури имаше и заинтересирани, дури до тука стигна, Јас- да, дека имало инвеститори, а и од тоа ништо не видов. Со една ваша колешка, нели, често пати првите денови на јануар месец и ме повикува нели на разговор за скијачките центри, тогаш се тие актуелни. И што има ново сега, разговараме што има ново. Па истото што беше минатата година, немаме ништо До ново. тука. Значи нема До нешто лани. ново. Па тоа е една сензитивна Епа и тоа е тема. стратегија. Јас би сакал да се надорзам, може би тоа сега некому ќе му звучи чудно, меѓутоа ние сме инволвирани ова што го зборува Крис цело време и знам дека има инвеститори кои што сакаат да инвестираат и да изградат и скијачки центри, и нови хотели. Сега се спомнува цело време тука ние сме закочени, градот наш конкретно е закочен со УНЕСКО. Точно. За Галичица тој проект отпадна токму ради УНЕСКО. Значи- Сега, сите ние го чуваме брендот секоја чест. Охрид е град на УНЕСКО, веќе години наназад Така. препознатливи сме по тој бренд, да речам. Меѓутоа, ние од УНЕСКО немаме никаков бенефит. Јас ова сум го кажал неколку пати и сите ме гледаат зачудено. Секоја чест на сите луѓе инволвирани во УНЕСКО и заштита на животната средина и природата, тоа стои, секако дека треба да се има сите проекти кои што би се правели и ако би се правеле, треба да се има план за тоа. Меѓутоа јас одам со еден прост пример. Охрид, ќе повторам, од УНЕСКО нема ништо, освен дека е заштитен. Сведоци сме, имаме скијачки центри во Словенија, во Апсолутно, Австрија, во заштитени во подрачја. Италија, во заштитени Тука подрачја малце кои не што ни се е слични јасно. или исти на нашиот град, нашата планина. Што се случува таму? Не разбирам. Што се таму уништило или не се уништило, тие се поглупави од нас и го ја уништиле природата, а ние нашата Галичица не сакаме да ја чепнеме ништо, да не направиме. Хотели некои луѓе сакат да изградат, знам дека има инвеститори кои што би изградиле. Ке речам сега, тоа е пак стратегија. Не мора да се прават хотели, резорти по, не знам, 200, 300, 500 соби. Меѓутоа, убаво да се направат хотели, нови, изградени, не реновирани делимично, 2-3, да се зголеми понудата, да се направи хотел со добри 4 или 5 звездици, со 20, 30, 40 соби, Така. убав, пристоен објект. Така, Не може, планински. УНЕСКО нема ова, УНЕСКО... Охрид, јас велам, повторно ќе повторам секој чест, меѓутоа Охрид и Струга, меѓутоа Струга е малку поинаку, по-либерално, ајде да кажам. Да. Немаме ништо, Таму го имаат Охрид само пријател. губи од ЮНЕСКО. Нека ми замерат, Да, со овие стопирање на овие проекти ние не апсолутно можеме се да мрднеме ни согласувам. милиметар Да, заради да. тоа. А имаме примери, ќе повторам, во Австрија одете, видете како луѓето направиле таму. Во заштитени и подрачја, тоа е тоа. строга заштита и има... Треба е, час стварно поскоро да не светне разбирам. сјаличката, некој да разбере дека не е тоа, дека Да. може и поинаку. Дека има начин да се направат без да се прави штета Точно. на природата. Па и патот отпадна, ајде сака инфраструктурата, патот кој што требаше да биде оно експресен пат на кај Свети Наум, и тој отпадна заради УНЕСКО. Како? Мислам, Па ми патот тоа што не нејасно. води преку Галичица до Преспа е направен од Тито во 40
40-тите и 50-тите години една точка асфалт не е фрлена таму, не сме ради УНЕСКО, не сме ради ова, не и треба да одиме со коњи и со магариња ние да се вратиме назад заради таа цел. И сакаме да одиме напред, не можеме да одиме напред. Да, тоа Добро, јас малку поинаку гледам на ова прашање. Морам да кажам малце и од другата страна што се. Ако, слободно. УНЕСКО не ни направило штета, можда не сме добиле парични средства, нели, но не ни направило некаква штета. Зборуваме УНЕСКО како како институција. Добро, не мислам за Значи, забраниве што ни се со дали Галичица ќе спомнеме или други некои, не се тоа правила на УНЕСКО дека не сме. УНЕСКО не вика немојте да го правите колекторот, немојте ѓубрето да го кревате, немојте патов да го правите на брзина, треба да го правите 20 години. Така УНЕСКО не вика тоа. Да, од аеродром до Охрид пола сат се стига. Секако дека има и тој економски развој како аспект се гледа во правилата на градба и така натаму. УНЕСКО не вика градете 100 згради, уствари вика немој да градите 100 згради. Точно. Така, значи има некои позитивни работи, не ги гледаме дека УНЕСКО е крив, само често пати се употребува тоа како изрека, нели УНЕСКО и не смееме ние развој не можеме да направиме затоа што сме град на УНЕСКО. Не. Ајде да го видиме планот како изгледа, нели? Да, со УНЕСКО и како изгледа без УНЕСКО. Па да видиме тогаш да ја направиме таа споредба и разлика. Ако немаме план и само викаме УНЕСКО ни е крив, значи не е никој крив, сами сме. Добро, конкретно за овие проекти ги отфрли баш УНЕСКО. Имаме мораториум. 2020, тогаш ги отфрли буквално овие два. Точно. Имаме мораториум за град Баш. Што значи тоа? А се гради и во старото градско јадро, имавме за жал, тоа е друга тема, тоа е некоја друга тема. Значи зборуваме и за тоа. Значи тие се некои делови што да, ако сакате да останете во УНЕСКО, не треба да имате во старо градско јадро така изградено како што сакаме да некои поединци да го градат. Не треба да има прва линија по не знам колку катници таму, значи се стави сега дека е приземје плюс 2 спрата и поткровје, тоа ќе биде максимум градбата и јас се согласувам со тоа и така треба да биде, не треба све збиено да биде, треба да се расшири малце градот. Значи имаме места кај да го шириме. Така. Треба да се направат пошироки патишта, пристапот да биде едноставен и да се направат паркинг места. Паркингот не е исто еден горлист. Ама сепак ние треба да одлучиме за самите себе си, куќата и дворот треба сами да си ги уредиме. Точно, да. Ама не кога чекаме... ќе знаеме дека е зонава овдека, ова е висина на зонава и сите ќе прават таа зона. Нема јас имам сега ќе вложам толку ќе подигнам, а овој до мене нема, тој ќе остане барака. Да. Тоа е шаренило. Така е. Ако ќе направиме една иста зона за сите, позафатнина, така е. И тогаш ќе почне долгорочно, она пак што го кажам, долгорочен план, ќе почне да се остварува и ќе почне да личиме на нешто. Патот не е крив некој што за Светинаум не може да се прошири по 1 метро лево и десно, може да се прошири. Ама кошта пари. Барем да се реконструира. Ама тоа не е барем тоа да се направи. Јас мислам дека е. Јас мислам дека е. Го забранија. УНЕСКО го забрани изградбата на експресниот пат. На експресниот, тој го забрани, тој требаше да е погоре. Да, тој е забранен, а овој за реконструкција владата треба Агенцијата за патишта треба да издвои пари. Страшно е, луѓе, страшно е автобуси од таму со туристи. Камиони. Јас многу сакам да ве прашам што ви велат туристите кои ги донесите од аеродром во Охрид. Ќе ви кажам анегдота. Значи, што велат кои ќе дојдат? Туи Холандија доаѓа во Македонија од 2011 година. Така. Значи скоро па 3-14 години. И сега сведоци сме дека автопатот почна да се гради има 10 години, мислам. Има. Да, сега. Има луѓе кои што доаѓаат повторно и повторно. Значи дошле во 2014 и 15-та или 13-та, не е битно. Сме кажале еве автопатот почнува да се гради, ќе има убав автопат, ќе се оди во Скопје и така натаму и сме добиле комплименти за тоа. И сега гледаме дека автопатот не се гради, тоест се гради меѓутоа нема голем напредок. 2022 автопатот се уште е како што е и викаме да во изграда сме сега за кратко време ќе го завршат и имаме од гостите реакција, вика тука бевме пред 6-7 години. Дури беше во подобра состојба туку што ви е сега и дури се фаќаме во лага, за жал. Се чудат, сигурно му е чудно. Кај ништо немој да се случи сигурно. Првиот впечаток е многу, не сакам да кажам лош, звучи грубо, меѓутоа така не остава впечаток како она што Охрид го нуди.
првиот впечаток е секогаш само прв, не може никогаш да биде втор. Така. И за жал периодот на гостите од аеродром Охрид до градот И навистина лош. многу лош. Имаше некои мали зафати, нешто општината нешто стави, догради нешто, меѓутоа тоа беше така миниатурно. Не е тоа што нас ни треба, очекуваме тој пат да се заврши. Многу е битно за нас. Имаме туроператори од соседна Србија кои што сакаат да доаѓаат и хотелите би имале бенефити, ние како Така. туристички агенции, меѓутоа првиот план и првата математика за да дојдат тука знаат дека од Патиштата да речеме се од Скопје до Охрид им лош. треба 3-3,5 часови со автобус да дојде. И тие 3,5 часови ќе ги поминат, меѓутоа кога ќе дојдат во Охрид тие се веќе искршени од умор заради лошата состојба на Многу е автопат. лоша инфраструктурата, Час поскоро и тоа, навистина. меѓутоа ето пак ќе се вратиме на истото. Јас не би сакал такви темни да зачнувам, меѓутоа ние Дел е од туризмот, инфраструктурата и не За може жал. да не прашам, значи За жал, какви се така е. впечатоците кои ќе видат патиштата и од Ќафасен кој ќе влезеш и од аеродром и на кај Свети Наум. А тука Симптом- гравитираат туристите, тие се главните патишта во суштина. Симптоматично е што кога ќе ја поминеш границата сега од Ќафасан натаму, она што за нас ние бевме бренд за некого, сега таму има автопат. Да. И поминуваме кај нашите соседи и гледаме дека се two levels higher, а ние се враќаме кај нас и се враќаме на патот и ќе се малку се помага. разочарваме За жал. сите. За жал. Сите се Таа е разочарваме. чудо. Добро, Ама- сега, знаете како некогаш остануваат класика за да видите, треба да одите наназад нешто да го сочувате како такво. Добро, Ние тоа е убаво, тука може. може во тој поглед да покажеме дека имаме Ретро, класика пред 20 години што се возело, нели? И овие се тие патишта. Ретро Се патишта. чуваме репро Добро, патишта. може и така. Или за офроуд со джипови. Така. Навистина е страшно. Добро, тоа е малце да се насмееме, но Да. секако дека не што е страшно, него е жалосно. Да. Жалосно. Се надевам дека и овој пат сега нели со овие нови договори што се прават, не навлегувам какви се, што се, само би сакал да ги видам тие патишта направени. Дај И на Боже, крај- сите сакаме и да се и да возиме безбедно и да се чувствуваме сигурно и да ни идат поќе гости, затоа што за една земја кој кечеш порано кога одевме Албанија, спомна че кечеме леле не таму лоши се патиштата. И не сакавме да одиме затоа што беа лоши. И тоа навистина те одвраќа како И има турист. луѓе што се уште мислат дека е така. И А кога не е ќе веќе поминат така. граница, Кога ќе видат дека гледаат кај ни некој се друг веќе свет. како што треба Така е. реконструиран, ние останавме Така е. најназад Со една тоа, добра тоа. инфраструктура, само неколку податоци, добра инфраструктура во Македонија, зборувам, достапно е све, све е тука со ако замислиме дека имаме автопати, поврзувања и така натаму, значи све ни е до 2,5 часа. тоа апсолутно е Цела така. Македонија. Така. До 2,5 часа на такви дестинации, значи тука сме ние како држава, цела држава е дестинација. Така. Значи, кој ќе одиме во Така. Анталија или некои поголеми центри од аеродром, додека стигнеш во хотелот имаш саат и пол со Точно, автобус. точно, Така? точно. Дали тоа ќе биде од Скопје до Охрид за некој си испод 2 часа со автобус да се стигне. Да, Дали тогаш ќе можеш биде- да ја зголемиш и понудата. Дали ќе Оптимално биде некое време, Beograd, да. Дали Да. ќе биде Така. нели, другите реони, дали скијачкиве центри. Така. Ова што го имаме сега, не пута 2, пута 4. Така. Од приходи, од туризам би имало. Така е, така е. Пута 4. И тогаш ќе биде реалната слика кај одиме во Македонија. Македонија има да понуди што има и Швајцарија, Македонија има да понуди што имаат не знам, Австрија, некои делови. Така, така, така. Природни езера, немаме море, но езерото не е ништо помалце, Имаме значи имаме прекрасни надморски планини, висини, така имаме е. многу што да понудиме. Имаме и тоа што имаме на поголема понуда. За крај позитивно да ја завршиме емисијата, ајде кажете што е она што најмногу ми се допаѓа на туристите и зошто ни доаѓаат. И во земјава, и во Охрид, и во Струга. Ајде, јас им прво. Само ќе ви кажам еден куриозитет. Туи Холандија, пошто ние сме нивни представници, јас го спомнав туи неколку пати. Така. И да кажам и гордо го спомнувам, пошто ето тоа е еден оператор кој што е моќен и носи доста туристи кај нас. Меѓутоа, една споредба. Тие оперираат и во Црна Гора. И Црна Гора ние не можеме да се споредиме со нив. Така, Тие со имаат нивното море, море, така така. е, ние имаме езеро кое што е поубаво од нивното море, ама е езеро. Така, ама е езеро. Дестинацијата таму нема напредок како што има Македонија. Дури разговараат некои летови да ги намалат во број, некои операции да ги скратат и така натаму. Ние сведоци сме на тоа, нивни сме соработници. Зошто е тоа така? Викаат Македонија е за нас
убава дестинација и успешна дестинација. Сега, Македонија не е успешна заради тоа што ние сме инфраструктурно поврзани и така натаму за ова што го дискутиравме, меѓутоа, нашата гостопримливост, нашата љубезност, нашата топлина, она што ние го имаме во нас, ниту еден автопат, ниту еден автобус стар не може да го замени. И тоа е тоа што не прави топли и не прави сакани кај туристите. Храната е она што сите сакаат да ја пробаат и секако културното наследство и природата што ја имаме, што ни ја дарил Бог, ниеден автопат нема да ја зруши. Затоа, нашата држава е она што е, Македонија си е таква каква што е, убава, најубава на свет, и се надевам дека со подобрување на сите овие работи кои што ги разговаравме денес, ќе станеме уште Дестинација број 1. Така е. Така е. Така. Влажевски, ајде и ваше мислење за ова, зошто не сакаат и зошто ни доаѓаат гостите? Се согласувам со Черик, значи прво е гостопримливоста, храната која во месециве јуни, јули, август, септември мириса на храна, не е нешто вештачко направено. Да. Значи од сите тие зеленчуци, овошја кои може да ги понудиме во тие периоди, месо и така натаму, значи имаме многу што да понудиме од домашни производи и тука сме специјализирани, значи тоа е нашата специјалност. Се останато и ова што ќе го гледаат наоколу, нели, и тоа за нив е нешто ново, нешто што не го виделе. Дали ќе одат по тој стар пат до Светинау, кој ќе стигнат во Светинау, кој ќе ги видат ќе видат таа убавина, ќе заборават на лошите патишта. Така натаму. Значи патот многу нема да ги тангира. Ќе го заборават. Кој ќе влезат, може да одат и со брод, нели, имаме тие бродски тури до Светинау. Значи сега тука е едно друго, нели, нагнуваме ново прашање. Тие бродови дали се доволно прво за Охридсково езеро, затоа што летен период се стално зафатени. Многу големи. Но да патувате со брод до Светинау, например, е едно прекрасно нешто. Гледате вода од 30-40 метра и 50 и прозирни води и така натаму. Тоа е ретко што може да се види некаде. Проекти имаше и за тоа, се сеќаваме, нели, за тие кружни бродови, кружни тури да вртат Охрид, Струга, така, екобродови, па и до Албанија, Поградец, и тоа ќе беше некој новитет, нели? Но последно време, еве година дена, веќе ништо не се зборува за тој проект. Да, пропадна. Но тоа се таквите стратегии, такви планови кои треба да ги имаме однапред изработени за тој проект, кога би дошол тука веќе да го имаме ние зацртано како се тоа треба да изгледа. Не ќе дојде проектов со готов, спремен со пари и ние тогаш да бараме решенија како ќе ги правиме тие царински процедури или било кои други останати процедури. Тоа е дел од планирањето. Тоа е дел од планирањето. Но тоа што го нудиме е тоа, имаме гости, добро е што има многу повратници, сигурно гледате вие, повратници зборувам што биле, например, од Холандија, во последниве 10 години има некои што се над 10 пати дојде. Значи повеќе од еднаш годишно. Повеќе од еднаш годишно. Се враќаат тука, гостопримливост, шетаат низ чаршија, ги знаат луѓево. Значи, ја не ги знам толку колку тие што ги познаваат луѓево низ чаршија. Убаво како дома. И да, или ќе гледка некоја, имав еден пријател од Атина, кинез, дојде тука и вика, јас сам ќе се прошетам низ чаршија и влегол таму низ тие делчиња, некој низ Струга, позади Дримот, нели има останат уште некои стари куќи, и седнат таму со некој постар човек, го понудил ракија, седнал со него, си пијат ракија со него, и за него тоа е доживлење. Доживување, значи, тоа е таа гостопримливост што ја зборуваме, ја немаме насекаде. Таа не вади. Одлично. Ви благодарам многу и на двајцата што издвоивте време и бевте дел од емисијата Прашалник. Ви посакувам успешна летна туристичка сезона. Благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следното издание на Прашалник.